Американскиот државен секретар Рекс Тилерсон денеска изјави дека Соединетите држави сакаат да работат со Русија и оти е бесмислено да се прекинат врските поради нивните несогласувања. Тој го изјави по неговата средба со рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров во Манила. Тилерсон им изјави на новинарите дека му кажал на Лавров оти мешањето на Москва во минатогодишните претседателски избори во Соединетите држави доведе до сериозна недоверба меѓу двете земји. Се обидав да му помогнам да свати каков сериозен инцидент е ова и како сериозно им наштети на меѓусебните односи, рече Тилерсон, кој додаде дека му кажал на Лавров оти американската администрација решава за одговорот на одлуката на Кремљ да нареди значително намалување на американскиот дипломатски персонал во Русија. До овој потек дојде по најновите дополнителни американски санкции врз Русија. И покрај ова, Тилерсон изјави дека Соединетите држави се уште сакаат да работат со Москва и оти би било бескорисно да се прекинат врските само за едно прашање. And we should find the places that we can work together. Let's try to work together. The places we have our differences, we're going to have to continue to find a way to address those. Според него, Русија покажала известна волја за разговори и за изнаоѓање патишта за решавање на прашањето со Украина. Предходно и шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров изрази надеж дека и покрај билатералните тензии е можна соработка со Соединетите држави. Но мы почувствовали готовность наших американских коллег все-таки диалог продолжать. Думаю, что альтернативы этому просто не существует. Лавров додаде дека прва работа што ја побарал Тилерсон на нивната средба била да ги објасни потезите на Москва односно протерувањето на американските дипломати од Русија. Американскиот претседател Доналд Трамп на 3 август на Твитер оцени дека односите на Вашингтон со Русија се на најниско и многу опасно ниво. До ова дојде денот како тој ги потпиша новите санкции врз Москва. Рускиот премиер Дмитрий Медведев ваквиот потек го оцени како целосна трговска војна против неговата земја.